Инвестиција вредна 500 милиони долари влегува во Македонија со изградбата на најголемиот парк во државава и во регионот од 55 ветерници ќе се отворат 630 работни места, а 100.000 домаќинства ќе ја користат струјата. Паркот ќе почне да се гради во втората половина од 2025 година на територијата Штип, Карбинци и Радовиш, а производството од 1 терават часови струја ќе задоволи околу 20% од потребите на Македонија. Според премиерот Мицкоски, ваквата инвестиција на старт на мандатот покажува дека како влада биле насочени кон проекти во интерес на граѓаните. Ваков почеток на мандатот со вакви инвестиција покажува дека како влада сме насочени кон проекти што се во интерес на граѓаните. Со завршување на овој проект, дури 100.000 македонски домаќинства ќе можат да се снабдуваат со електрична енергија од овие ветерници. Морам да напоменам дека овој проект е значен од многу аспекти. Со него ќе се зајакне значително енергетската независност, нешто што е наша цел, но исто така ќе го зголеми обемот на инвестиции и ќе отвори пат за нови инвестиции. Македонија да биде енергетски независна од електрична енергија е во фокусот на новата влада. Мицкоски вели дека тоа е можно само со добар план. Целта е од увозник да станеме извозник. Останува само да ја завршиме домашната задача што сами ја поставивме. Од земја увозник, и повторам, наша цел е да станеме извозник на електрична енергија. Регионот каде што треба да се гради паркот на ветерници се наоѓа помеѓу трите општини Карбенци, Радовиш и Штип, каде потенцијалот за ваков тип на инвестиција е голем. Овој тип на инвестиција не само што ќе додаде вредност врз македонскиот бруто домашен производ, туку и значително ќе ја подобри перформансот на локалната економија и економијата на целата држава. Покрај вработувањата, поттикнувањето на локалната економија, Македонија со новиот ветерен парк ќе добие и поевтина електрична енергија. Од Алказар се оптимисти дека првата произведена струја ќе биде во 2027 година. Создавање на работни места, 630 во текот на изградбата и дополнителни 200 во текот на работата на електраната, што е 20 до 30 години. И со почеток од 2026 година во Европа се воведува данок на јаглерот, односно производите кои што содржат јаглерот плаќаат определен данок, така што помалку користиме односно што повеќе користиме ветерна, сончева или хидроенергија, толку помалку данок плаќаат производите при нивниот влез во Европа. Покрај крупни инвестиции, владата има и други проекти кои ќе помогнат во постигнување на енергетска независност. Министерката за енергетика Сања Божиновска најави програма за грантови и поволни кредити за 150.000 домаќинства во еден мандат за сопствениците на приватните куќи и станови. Предвидуваме програма за грантови и поволни кредити за 150.000 домаќинства во еден мандат за сопствениците на приватните куќи и станови. Поддршката ќе се однесува на поставување нови енергетски ефикасни фасади, прозорци и врати, исто така и субвенции за граѓаните до 50% од цената за набавка и инсталација на енергетска ефикасна опрема. Домаќинствата ќе имаат можност да го продаваат вишокот од произведената електрична енергија по подобри услови. Инаку Алказар Енерджи е водечки независен одржлив фонд со седиште во Луксембург и тим на советници со седиште во Дубај, кои се фокусираат на големи проекти за обновлива енергија на пазарите во развој.